Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Верувам дека во претходната емисија почитувани уживавте во творештвото на младиот денес интернационален мајстор Никола Николовски и добивме идеја дека сепак од 2016 година поминале веќе 6 години и дека всушност големите предизвици кај Никола дошле подосна, кога почна да ги освојува шахматските титули и кога веќе како интернационален мајстор игра со силни веломајстори, рейтинг на 2600 поени и верувам дека вие ќе уживате и во тој дел од кариерата на нашиот интернационален мајстор Никола, кој што ќе ви покаже уште две негови партии, а тоа се партии против силните веломајстори Босиочич од Босиочич Марин од Хрватска и Сван Расмус од Германија. Да, и тоа беа таа со германецот ја гледа во живо, таа е прекрасна партија, ќе имаат можности самите слушатели на ЕСИ Радио и гледачи на YouTube, кои што ќе ја следат емисијата да ја видат. Таа е одлична партија, игра на многу високо ниво. А со Марин Босиочич, кој што денес е можеби број 3 во Хрватска, а кога играше ти со него беше број 2, би рекол беше играна на лигата, нели? Двете партии се играни на европски тимски првенства, значи репрезентација сме таму Македонија. Едната со Сван Расмус од 2019, а со Босиочич од 2021. Кога игравме ние меч со нив, кога ти го победи со црни фигури. Да, тоа бевме Гамбит. Тогаш бевме Гамбит, за таа мисля дека говориш. Ова е пак игравме. А значи два пати ги имаш тек победена од Босиочич Марин. Значи рече си муштеријата станал, да? Па да. Добро, ајде да ги видиме тие две одлични партии. Сега ќе покажам партија која што е понова од 2019 година. Се игра на Европско првенство во Батуми, Европско тимско првенство. Значи играме репрезентација во Македонија. Играме на четврта табла против германскиот веломајстор Сван Расмус, кој што има 2600 рейтинг во тој момент. Сега има и повеќе, мислам, не добро. Јас сум бели фигури во партијата. Играм E4, E5, конј F3, конј C6, ловец C4. Доаѓа до италијанска партија, конј F6, D3, ловец на C5, рокада, D6, C3. Ова се е стандардна теорија. И сега противникот игра A5. A5 мислам дека е еден од помодерните потези, барем за тоа време, пред 3 години. И исто така има партија пред ова, значи 2018 негде крајот или не памтам, таква прилика. И предпоставувам дека противникот ми се спремал на таа партија. Играм H3, рокада, топ E1, ловец E6, ловец B5 и сега тука противникот ми изненади со потегот ловец на A7. Идејата е, како бели, сакам да играм D4 и потоа D5 со напад на конјот и ловец, југушко. Противникот се трга тоа, а иначе потези оваа позиција мислам дека или е H6 или дама на B8 со дама на A7 постои игра. Ловец A7, конјот Б на D2. Идејата на белиот е едноставна. Значи, сакам конј F1, конј G3, да огранам ова поле E4, затоа што ако одиграм D4 одма, следи Е зима на D4, С зима на D4, D5, E5, конј E4 и конјот си наоѓа добро поле во центар. Затоа прво сакам конјот да го донесам на G3, за да го бранам тоа поле, да не може противникот да скокне таму. Конјот Б на D2, конј E7, D4, сега конјот и од D2 го контролира тоа поле и можам да одиграм D4 само затоа што противникот се тргна со конј E7. Доколку беше конјот на C6,
D4 не е возможно бидејќи губам пионче. Еде C, конј D4. Со конј E7 ми дозволува D4, така играме, конј G6, конј F1, зима на D4 и сега земам со конј на D4. Противникот во точен момент зима D4, бидејќи сега кога ќе земам CD4, има D5 и на E5, конј E4. Повторно тој конј си доаѓа на тоа поле во центарот и е тешко да го избркам од таму. Ке сакам C5, ке се наше избрано, го приворцот повторно. Да, подози како C5, како F6, Како F6 исто. да го разбие центарот. Затоа тука земам со конј. Конј зима на D4. И сега поентата е, имам повише простор од позицијата, значи ја сум фатил четврти ред, противникот е до пети, односно дури до шести ред може да се каже. Да, тој на 5-2. Може да се каже дека на 5 ред, зашто ништо не припетише. Да. И сега противникот нема некои слабости и затоа треба да играм полека. Полека да заземам простор, да ги развивам фигурите. Он игра C6, ловец на D3, дама C7, конј D3, попада на E8, F4. Се заканувам F5, вилушка, затоа се враќа ловец C8. Ова исто така добре дејат противникот, прво го донесе топот во игра и сега ловецот оддалеку чека, каде што на никој не смета. Никому не пречи затоа што топовите се поврзани. Тој од C8 значи контролира полиња. Значи не нарушува координацијата на топовите. Да. Ловец на C2, конј D7, кралка 2. Едноставно е подобрам позицијата на моите фигури. Кралот беше нисто диагонала со ловецот од A7 и затоа го тргнав, да можам подосно да скокнам конј на F5 од D. Ловец на B8. Противникот повторно го местите ловец на хемот крал, но сега заедно со дамата, Батерија класично, да? да, може да стане опасно. Конј на H5. Ја бранам точката F4 за секој случај. Конј C5, конј F5. Многу е битно фигурите кога се игра да напаѓаат на иста точка, значи да вршат притисок. Тоа во моментот е точката G7. Двата коња, а подосна или дамата или ловецот на полето D4, исто така притисок на точката G7. Тоа е идеално. Коња 6. Противникот не ќе да направи ниједна слабост, се брани со коњот на G7 од D6. Исто така контролира тоа поле D4. G3. G3 е потек кој што го ограничува тој коњот G6, каде што нема да може никош да скокне понапред, ниту на F4, ниту на H4. Едноставно коњот на оваа позиција не прави ништо. А морално ја убиваш, би додали батеријата дамата 7 и ловец B8 за секогаш. Да. Така да G3 има повеќе функции. Да, моето функционално. Топот е на D8. Сега, од аспект на противникот, тешко е да се најде некој добар план, затоа што сите фигури му се до 6 ред, белиот има супер контрола и нема идеи црниот наставно. Нема идеи, мора да чека, да гледа да не расипе нешто дополнително. Да игра во место, ама на мал простор, затоа што нема ни простор да го заменева. Да, идеално црниот би сакал да смени некоја фигура, но исто така и тоа не е лесно. Така е, да му лесно јасно. Во стесната позиција се препорачува, значи таа страна што нема толку простор, да смени некоја фигура за да има повеќе простор за маневар, затоа што кога се сите фигури на таблата немаме простор, нема тие кај да маневрираат. А другата страна напротив има, да. Дама на F3, кралка 8, ловец E3 и сега противникот игра C. Ова мислам дека е, па сега не би рекол клучна грешка, бидејќи позицијата на противникот е доста тешка да се игра. Тоа што нема простор, последните потези му се топот е на D8. Може би сака D5, но D5 е лошо, затоа што имам F5 секогаш. Кралка 8 едноставно се трга од потенцијални тактики со коњот F на G7, конј G7 и конј F6. И сега игра C5, тој е потек кој што го контролира полето D4, но за возврат дава точка D5.
Сега D5 е слабо поле, така што сега идејата е тука да донесам конј. Или некоја друга фигура може по ловец, например. Тоа е главната идеја, но исто така и по линијата C4 и D5 се ослабени, кои што планирам да ги зафатам подоцна во партијата. Топот е на D1, се активира и топот. D5. Противникот исто така гледа дека тие полиња се слаби, пробува барем некој да ги контролира. Тој емитира некоја акција, би рекол, на дамското крило, затоа што му здодеа веќе да чека. Требаше да игра кал G8, кал H8 или така со топовите, а ти ќе се местиш до кога сакаш и сега тој емитира кал некоја акција да направи, зашто на полето D4 практично ти го контролираш со C3 пешакот, така што нема он фајда од тоа C5, него едноставно сака некако човек да преземе некаква акција, не може само да седи, психолошки е тешко тоа, да. Да. И сега она што го кажа претходно за ловец C8, дека од почетното поле исто работи, затоа што не им пречи на другите фигури, сега и ти после ловец C1, откако си ги поврза топовите на централните линии, го врати ловецот за да биде тој назад, но нели да биде централните. Да. Ко ловец C1, црниот игра сега F6, F6. Да. F6 не сум сигурен што точно е поентата на тој потег, но противникот повторно мора само да чека и затоа добро F6. Конј на E3. Сега конјот се премотува од точката F5 кон полето D5. Подоцна буднина и конјот од H5 ќе сакаме да дојде исто на дамино крило на некој слабено поле. Конја 7, заканата беше F5 билушка и исто така контролира полето D5, конј D5, дама D7, дама G4. Сега се врши притисок на точката G7 со дамата и конјот и постојат некои идеи како потегот F5 да се нападне конјот од D6 што контролира полето G7 и да биде мат. Топ F7, противникот брани на G7, Очајнички се последни сили, да? F5 следи во секој случај, конј F8 и сега конјот H на F4. Пред да продолжам понатаму, би сакал да додадам многу битен аспект кога се игра со силни велемајстори. Ќе вратам едно десетина потега, не е битно, пред моментот пред C5. Доколку противникот само седи и чека, јас ќе се намествам ловец C3, топа D1, ќе се вратам ловец C1 како во партијата, ќе одиграм B3, C4, ќе фатам простор, ловец B2. Значи ќе одиграм 7-8 потези, каде што навидум не правам многу, но со секој потег минимално подобрувам позицијата. Кога ќе се спојат сите тие потези заедно, позицијата ќе стане многу подобра, а противникот мора да чека. Така што цело време една од идеите беше да играм на мат, но после потегот C5, сега играта добила стратешки карактер. Каде што, бидејќи црниот ослабил комплекс на полиња D5, C4, B5, сега ќе дојдеме до тој момент, едноставно подобре да се игра на тие полиња, бидејќи противникот решава да се брани комплетно и тука е предноста на белиот на тие полиња. Конј F8. Конјот H на F4, конјот се враќа да игра, конј C6. F5 е исто така ризичен потег од аспект на тоа што давам поле E5. Значи го фаќам полето E6, давам поле E5. Но поентата е што противникот нема доволно простор, ќе стави конј на E5 и тоа ќе биде тоа. Конјот ќе стои добро, но нема да прави ништо. Само една фигура не прави нешто многу. Имаат израка русите, викаат еден војник во поле не е вој. Значи тој сам ништо не може да направи. Тој конј на E5, од друга страна тој F5 пешак, не само што на конјот на F8 му ги зима по линијата E6 и G6, туку го ограничува и белиот ловец на C8, па и дамата на D7, а овој конј на D5 и ловецот на D8, а тој конј на E5 ти во крайна линија можеш да го смениш, конј D3 или ловец F4, ловец F5. Во некој момент тој конј ќе му го замениш кој ќе, а сам не ти прави ништо практично. И така што нема што тој. Да. Така да
Со резерва би го земал ја тоа дека пешекот на F5 ризично стои заради само едно поле на една фигура. Тоа е како што и самиот кажа, не може ништо да направи сам. Да, сепак на крајот на денот е најдобро, мислам, изгледа добра одлука. Да, одлично, тоа правилно. Значи А4. после B5, A4 сега да го предизвикаш на дамското крило, да? Да. И воопшто на белите полиња си многу доминантен. Полето E6, полето G6, полето K5, полето D5 и сега и полињата C4, B5, A6, сите тие ќе бидат во твоја власт. Да. Поентата е што имам повеќе фигури и сакам да најдам по некое поле, да работат заеднички. Да, шахот е тимска игра, така. Да. Добро. Конј на E5, дама на E2. Сега се захванам да вземам на B5, затоа вземам BA4, Мора да отстапи, значи. конј B6. Често се случува кога вака два коња од F4 и D5, значи се борат за истото поле, за точката D5, се случува да се смени едниот со цел да дојде другиот на тоа поле. Но битно е за која фигура ќе се смени. Значи уште од тука размислувам за потенцијална завршница како би сакал да остане. Значи најслаба противничка фигура е ловецот на B8. Сите пиончиња му се на црно и тој ловец нема никаква перспектива во партијата. Значи би ги сменил сите овие фигури. Бидеш како B2. Би го сменил белополниот ловец, коњот, значи за овие фигури, и овој ловец исто така за овој коњ. Идејата е да останам со еден коњ на овој ловец. Или со ловец на тој ловец. Двете опции се добри. Затоа играм коњ B6 и за почеток го взимам белополниот ловец. Во оваа позиција. Само да ги кажем на потезите, значи после коњ B6 напад на дамата, дама C6. Коњ F5. Коњот више скокна на B6, затоа сум спремен да го дадам. Ќе го нападне или со ловец C7 или со ловец C7. Поентата е тој ловецот целосум не бега и затоа не се брза. Значи дама C6, коњ F5, дама B7, ловец A4, ловец A7. Сега ме форсира више да направам нека одлука со коња. Зимам на C8, дама C8, LF4. Значи една фигура се смени, ловец F4, идејата е ловец зима на E5. Ете, рековме дека тој коњ ќе го земе на некој момент. Што не може ништо да прави сам. Да. Ловец F4, да. Доколку црниот проба да го брани со коњот F на D7, ќе земам ловец D7 и после тоа ќе земам ловец на E5. И ќе дојде тоа идеално сценарио. Силно го каже, го објасни. Многу Да. добро. Против лош И ловец. едукативно, да. Топ B7 пробува противникот, бидејќи B линија е отворена линија за него, односно е полуотворена. Ловец зима на E5, D зима на E5, коњ 3. Што дама 6 ми се види добро, тоа така може да е. Шах е на B2. Да, да, да. Да, коњ 3, добро. Коњ 3, сакам да сменам еден топ. Топ D8, дама D8, топ D1. Дама C7. И сега коњ C4. Полето D5 може да биде корисно исто така или за топ или за дама. Или дури потенцијално за ловецот од А4. А сега нели идејата прво топ D5, па дама D3, супер контрола на D линија и после да видиш што понатаму. Да. Тоа беше една од идеите што го стави коњот на C4 полето, значи брани на B2. И не му дава жртва C4 да напред да си го отвори ловецот. Значи Ептен му го пасивизира тој наслед, значи не може ни потенцијално ни он би веројатно би сакал да го жртва тој C пешек за да му биде отворен барем една фигурата да му игра. Вака му се тотално фигурите Да. патирани и сега ти по две линија си собственик, што освен топ 8 што има и друг. Да, сега само ќе додам дека да, тоа беше една од главните идеи на противникот да одигра исто така C4, да го даде тој пион само за да го отвори ловецот. Така да тоа е битно. G6. Сега противникот пробува да бара некоја контраигра, затоа што ловецот не оди нигде, коњот од D8 буквално нема полиња, не може на D7. Може да проба топ D8, но колку што повеќе фигури ќе смени, толку потешко ми да позицијата, бидејќи ќе ги смени неговите добри фигури, а лошите ќе му останат. Тоа е ловецот на A7, па дури и коњот на F8. G6. G4. Се задржува контрола. Дама G7. Многу често треба да се прашуваме што сака противникот. Оваа позиција сака дама на K6 да активира дамата и може би дама F4. Затоа дама на E3 се спречува таа идеја.
дама F7, па напаѓа коњот, дама E2, дама G7. Противникот тука е задоволен со време, бидејќи сите фигури му се слаби, но затоа играм ловец на C6. Сега една од идеите е ловецот да дојде на поред од бетите. Ловец на B6, дама E3, дама E7, топ F1. Сега играта добива нов карактер, односно мора да се отвори втор фронт, бидејќи противникот, иако има доволно слабости, односно има многу слабости, прашање е дали тоа беше доволно за да се победи партијата. Сега противникот, иако има слаби фигури, ги брани сите тие слабости. Белиот се трга од D линијата, но таа ќе биде затворена со ловец D5, така да нема некој значение. Ловец C7, крал H1. Едноставно се тргам за воиднина да нема некој тактик. Никогаш не е пријатно да си има крал или дама на иста диагонала со ловец или иста линија со топ. Крал H1, топ D8, ловец D5. Сега се затвара таа D линија. Конј D7, противникот пробува некако да се развие. Ловец E6, конј F8, ловец D5. Исто така, ова е битен психолошки момент, каде што ова втор пат во партијата се повторува потегот, барем поеднаш. Тоа што како да му давам до знање на противникот дека сакам реми, а уствари не икам. Со тоа може противникот да се опушти и дополнително да направи некоја грешка. Конј D7, дама F2. Сега нормално не повторувам потези, бидејќи имам подобра позиција. Крал G7, брани на точката F6, H4, A4, крал G2. Потенцијално воиднина може да се отвори H линија, затоа кралот на G2 беше подбар во пресметките. Конј на B6, конј на E3. Значи да го посменам конј B6, ловец B6 е исто така добро, каде што ќе имаме разнобојни ловци, мојот ловец е подобар од противничкиот, но претходно, ако се спомнав, идеално сценарио е да остане белиот конј за црниот ловец. Во партијата противникот зема конј D5, но идејата на противникот не е да се бори со тој слаб ловец, туку да жртвува топ D5. Противникот цела партија чека и трпи, значи ова више, па би рекол дека околу 4 сата више трае партијата, може би и повише. И противникот си го чека својот момент да добие шанс. Ова е најдобар момент што има до сега, затоа ја искористува. Топ D5, E5, E4. Идејата е дама E5 и дама H2, да го нападне мојот слаб крал. Затоа мора брзо да се реагира и тука потегот G5 е многу силен потег. Дама на E5, G зима на F6. Идејата е да ги облечам противничките фигури, пример сега ако земе дама F6, следил FG6, каде што сега ги отвара моите фигури, а противникот има само еден шах, дама G6, крал H1 и сега више има проблеми. Дама F8 е закана мат. Не, и топот дојде до игра след топот има линија. Да, топ G1 исто така. Затоа противникот решава да игра крал F7, да задржи заканата дама H2, тоа е мат, така да исто така опасно. FG6, HG6, топ E1, си правам поле за кралот на F1. Дама H2 шах, крал F1, дама H1, крал E2. Работата е сега што мора малку да си играт прецизно со бели, но доколку прекинат тие шахови и тие закања од страна на противникот ќе биде материјал помалце и ќе изгуби партијата. Значи се што треба е малку прецизност од страна на белиот. Дама H3, заканата е дама D3 мат, дама E3, дама D4, крал F1. Не смеам крал на D2, бидејќи има ловец на F4 и не зима дама. Крал F1, дама F5, дама F2. Зима дама на D5, дама G2. Нападнато е клинчето на E4. Дама D3 шах, крал G1, E3, дама F3.
повторно нападнато пијунчето, C4. Идејата на C4 кога ќе го земам пијунчето, пример ако земам со дама, е да земе дама E3, топ E3 и ловец B6. Да речеме индиректно го брани. Но поентата е што можам да земам топ E3, не дама E3, затоа што на ловец B6 имам потек дама B7. Ако оди кралот доле на 8 ред е мат, а ако земе крал F6, следи дама B6 со шах. Топ E3, дама D6, топ E7 шах, крал F8. Се враќам топ E2, до брана на H2. Дама 8 не дава ништо, затоа што ќе се покрие со ловец B8 или ловец D8. И многу се далеко фигурите од крала, мора да мислиш па на дама D3. Да нема некој вечен шах, вака прво стабилизирам позиција кај кралот и понатаму ќе видам како да победам. Топ E2, крал F7, крал F1. Дама D1 шах, крал D2, дама D6, дама E4. Крал зима на F6, топ F2, крал G7, дама D4. Успевам да ги сменам дамите и да влезам во добиена завршница топ против ловец. Дама D4, CD4, ловец D6, топ F4. Си го бранам пијунчето, но исто така спречувам противничкиот крал да влезе во игра. Го сечеш. Без сечење на G10. Битно беше само да се пресмена, да нема никакви потези како А или C3, да пробади извади дама. LC7, топ E4, крал F7, D5. Сега пијунчињата почнуваат да паѓаат. Затоа жртвува C3, BC3, A3, топ A4, топот секогаш стои најдобро позади слободно пијунче, противничко. Ловец D6, крал F3, крал F6, крал E4 и тука противникот се предаде. Конечно, да, одлична позиционна партија, значи одиграна и многу едукативна како се игра со повеќе пространство. Значи кога имаме пространство, немаме фигури, полека засилуваме позицијата и секогаш исто беше за мене исто, а верувам и за публиката, многу едукативен момент кога кажуваш која фигура во некој одреден момент треба да се смени, кон каков тип позиција се стремим, односно и кон каква завршница. Тоа кажува дека тесно ги поврзуваш фазите од партијата, значи отворањето прво со средишницата, а потоа и средишницата со можните завршници. Да, исто додал дека најбитен момент во партијата за мене беше тоа што требаше на потегот цепе да се префрлам од идеите за давање мат на позициона игра. Затоа се смени структурата пешачка и веќе тоа ти даде нели мотиви дека тој ќе игра таму, ама ти таму си посилен, а он баш се е одбран за мат. И практично со цепе ти даде идеја дека треба сега малку и на вториот кром да се расшири, да ја расшириш игра. да. И дека викаат Алјекин играл на цела табла. Ти го неголем мајстор, прв голем мајстор кој што играл на цела табла. Ама за да игра на цела табла исто така имал простор. Значи без простор како ќе играш на цела табла. Без простор ќе играш таму беше ќе ти дадат. Играш, нели, а вака ти баш е поучна партија. Одлично. И додај уште нешто ако сакаш, извини, само ти го Тоа е тоа со партијава. Сега втората. Сега втората. Оваа партија е играна на Европското тимско првенство во Словенија 2021 година, при крајот негде. Играме со репрезентација на Хрватска и тука играм со хрватскиот велемајстор Босјочич Марин. Јас сум бели фигури во партијата. Марин мислам дека има околу 2550 рейтинг во моментот. Целарно беше над 2600, но тука малку помалку има. Со овој играч имам играно не знам, барем 4 пати така нешто. 4 пати, каде што 2-2 е моменталниот скор. Тоа И без реми. да, нема реми. Тоа кажувам затоа што во партијата, значи јас сум бели, E4 C5, конј C3, конј C6, ловец B5, конј D4, конј F3. За разлика од партијата со Димич Павле, ова е малце подруга варијанта каде што играм ловец на B5 одма. Тогаш одиграв F4 конј F3 прво, а сега ловец на B5.
Че ловец B5, конј D4, конј F3, E6, мала рокада, A6, ловец на D3 и сега конј C6. Може би конј C6 изгледа чудно да се враќа противникот со единствената развиена фигура, која што е одиграл више од 2 пати. Но сака да каже дека ловецот на D3 е лошо поставен, бидејќи не може да го одиграм D пиончето напред, односно да го активирам ловецот од C1. Да, и всушност така да ти убие идејата дека ти искаш да земеш на D4, па на CD конј е 2, и па ќе го браните на D4, да одиграш C3, па DC D3, таман ловецот на D3 кај што треба и ловецот црна поле е отворен. А вака со конј C6 веќе ја нема таа идеја и со тоа го нагласува да ловецот дека на D3 не е најстретна поставен. Да. Сега, тоа преска го кажа со партиите, бидејќи кога игра претходниот пат со Босилчич Марин, одигра потек топ на E1, што е грешка. А веќе сте играле оваа истава позиција, да? Втор пат след сте среќаваш со истата позиција, со истиот шахист. Игравме исто во 2021, пред неколку месеци ќе му пред оваа партија. Таму он игра топ E1 и противникот знаеше многу силен потек, а тоа е потегот G5. Поентата е дека со топот на E1 си го фати полето за конјот и сега се заканува G4. А да те прашам, топ 1 ти беше со идеја ловец F1 да одиграш, па после D4 или од општи причини топ 1 е окей код? Па не, тука знаеш дека идејата е B3, ловец на B2, затоа што ловецот не може да иде на оваа диагонала преку D2. B3 ловец B2, топ е 1. Знам дека така иде од прилика. Само не ми беше јасно на B3 D5 потек. И затоа си реков после топ E1 нема D5. Да. Но не знае за потегот G5. Испадна дека тоа е нов потек и опасен. Да. Да, партија изгуби. Сега, очекував дека може да ми повтори и затоа спремив нов потек, а тоа е потекот конј на D5. Тука се изненади. Во празно ваков потек? Да. Во први игри. Идејата е... Где венчене му пушти. Да. Добре. Идејата на потекот е да одиграм конј на E3, C3, ловец C2 и D4. Конјот на E3 е идеално поставен за сите противнички обиди и плюс кој поддржува удар во центарот. Не смета на C3 потегот и понатаму го имена ова ловец се развива. Исто така противникот не може да земе баш годно, затоа што сега по E5 D5. Да, по E5 D5, ако негде го трне конјот, пример на B4, секогаш треба да пази на потезикот од топ E1 и кога ќе се покрие на E7, потек D6. И тешко е да се развие. И сега кој не со материјал помалце. И се вратна фигура. Така да, конј D5, он после неколку минути размислување одигра потек D6, конј E3, конј F6, C3, си е следа мојата идеја, и тука одигра чуден потек топ G8. Предпоставам дека овој потек го одигра бидејќи се сеќаваше на претходната партија и сакаше да настане нешто исто, односно со потегот G5. Имаш убави спомени од G5 и сега сака нешто слично, да? Да. Но сега топот не е на E1, така да конјот ќе може да се врати назад. И затоа овој план не е баш најдобар. Ловец на C2, G5, D4, удар во центарот. Кога противникот игра на некој крило, обично се вели дека најдобар удар во центарот. Значи доколку се отвори центарот, противничкиот крал не е рокиран, така да ќе има нека опасност. G4 го напаѓа конјот, конј H4. Сега конјот малце е на работа од таблата, но за возраст противникот треба да решава конкретни проблеми во центарот, односно да пази да не се отвори, да ги повторно ако се отвори кралото во центарот и ќе има голема опасност. CD4, CD4, ловец е 7. Се развива и некогаш овој конј може да биде под некој удар. Тој конј нема згодни полиња каде што може да оди.
На потези како конј е 4, уместо ловец 7, освоила пијунче после ловец на e4, дама k4, но следи потегот d5, каде што центарот ќе биде отворен. Еве вака би дошло тоа нешто. Конј e4, дама k4, d5. И сега дури да земе, дури да не земе, не е битно, белиот ќе земе на e6. Противникот има многу проблеми во позицијата. Кралот не е рокиран, конј c7 е закана, а противникот нема некој напад. Дамата е само во игра и само со дамата не е постигнува ништо. Значи cd4, cd4, ловец e7, d5, конј b4. Противникот сака да држи стабилна пешачка структура на e6 и d6, бидејќи тоа го штити кралот. Ако земе e5, може да се отвори елинијата. Конј b4, исто така сака да го земе ловец под c2, ловец b1. Го тргам ловецот и исто така конјот на b4 нема полинг. a3 би го земало тој конј. a5 си прави поле за конјот на a6, a3, конј a6, b4. Ова е силен потек кој што го ограничува конјот, односно не може да иде од полето центар. И доколку земе AB4, не сме да земе конј зима на B4, бидејќи виси топот од А8. Затоа после B4 противникот игра ловец D7, сега више може би сака да земе на B4, бидејќи дамата го брани тој топ. Ловец на B2, AB4, конј B4. Противникот го зема тоа пијунче кој што е понудено, жртва, и следи D6, F6, топ 8, дама 8, и сега потегот конј C4 прво си извинувам, дама A6 и потегот F5. Целата идеја на белиот е да го отвори центарот, да отвори линии кон противничкиот крал, бидејќи се уште не е рокиран, односно више не ни може. Фигурите на црниот многу се распространети на таблата и не се координирани. Има топ на G8, има дама на A6, конј на B4, конј на F6, само ловците се пред кралот и го штитат. D зима на E5, конј зима на E5, ловец B5. Не дозволува да го земам тој ловец и го напаѓа мојот топ. Топ е 1, конјот B на D5, пробува да стабилизира позиција. Дама C1. Има потенцијални идеи како дама на K6 и дама на C8 некои шахови. Може би дури има двојди. Затоа он се враќа ловец на D7, го брани тоа поле. Ловец на D3, нападам дамата. Дама А5. Противникот не ми дава да се движам многу со мојата дама, бидејќи топот на E1 е под притисок. Затоа топ е 2. Дама на B6, G3. Си правам така наречен вентил за мојот крал, каде што никогаш нема да бидам мат на основен ред, и плюс го фаќам полето F4 под моја контрола, односно кога тргнам дамата, да нема скокач на F4. Двоен удар на топот и ловец. Конј B4, ловец C4. Исто така не менувам фигури, бидејќи тие фигури ќе ми требаат за напад. Значи моментално се заканувам да земам конј на D7 и потоа пијунчето на E6 да падне. Добро, конј B4 и LC4 се враќа конјот B на D5. Ја прикрива таа диагонала кон тоа поле, E6. Дама на A1. Идејата е дама на A8, некои шахови од таа страна, и создавам батерија со дамата и ловецот кон конјот на F6. Топ F8, дама 8. После 10 потези, од кога се одигра потегот E5, цело време пробував полека некако да направам нешто да навлезам во противничкиот табор.
LD8 и сега следи конј F5. Сите фигури доаѓаат во игра. Доколку земе EF5, тоа е опасно затоа што взимам ловец на D5. Од крениот шах не сум сигурен дека дава нешто во моментот. Најверојатно е возможно, но ловец D5 е посилно, бидејќи сега исто така се заканувам конј на C4, да земам дамата со откриен шах и не сум материјал помалце. Освен тоа едно пијунче што нема значење, бидејќи противникот или ќе биде мат, или ќе изгуби премногу материјал. Противникот наоѓа потек за да продолжи борбата, конј E4 и прави компликации. Че више се доаѓа до цајтнот, односно двајцата сме со по неколку минути. Да речем, јас имам околу 2-3 минути оваа позиција и со можните опции, односно топ взима на E4, ловец на D5, конј G7, дури ловец на A3 постирав потек, тешко е да се израчуна кој е најдобар подек во позицијата на толку малку време. Взимам ловец на D5 и противникот игра точен потек е взима на F5. Не го взима ловецот, бидејќи има конј G7 шах, крал E7, ловец на A3 шах, и ако трне кралот на F6, следи конј D7, шах, шех, шут. Затоа после ловец на D5, взима на F5 со пешак, следи конј взима на D7 и тука противникот наоѓа уште еден добар потек, тоа е дама на B5. Тоа што имам научено кога играм со посилни играчи, посилно добри велемајстори, е тоа што многу е тешко да се победат, односно се борат до крај, поставуваат многу замки и секогаш треба да се пази. Партијата не е готова додека противникот не се предаде. Дама на B5. Доколку земеше крал на D7, идејата беше ловец на E4, F взима на E4 и топ D2. Каде што противничкиот крал треба да искочи, што се вика надвор, односно дека белата позиција. На отворен простор. Да. И е многу опасно за противникот. Затоа после дама на B5, тука имав околу 30 на секунди и најдов потек конј F6, што ми изгледаше најдобар во тој момент. Не сум сигурен, може би има подобар потек, но практично требаше да се одигра нешто брзо. Конј F6, топ взима на F6, ловец взима на F6, сега заканата е дама на D8 мат, дама взима на D5, дама D8, дама D8, ловец D8, крал D8. И сега настанува завршница, каде што јас имам топ, а противникот има конј и пешак за тој топ. Позицијата треба да е технички добиена, но сепак треба да се одработи. Тука негде исто така добиваме време за контрол од 30 на минути за до крајот на партијата. И тоа е доволно време за да се најде некој добар план за како да се продолжи. Крал G2, крал D7, F3, конј D6. Доколку земе G-F3, крал F3, пешакот на F5 останува слаб и наредно е крал F4, крал F5 кој идеја. Затоа после F3 следи конј D6, FG4, FG4, крал F2. Идејата е крал E3, крал F4. А тоа е како? Тоа беше исто така возможна опција, каде што противникот игра нешто B5, B4, ќе проба да го бутка пијунчето. Вака се реков со кралот ако дојдам до центарот, можам да одберам дали да одам кон G4 пијунчето, дали да одам кон B пијунчето. Крал F2, конј F7, крал E3, B5. Крал F4, крал D4 беше исто така опција. Крал F4, конј D6 и сега решив крал F5. Крал G4 беше подобро, наставно да ги земам пијунчињата, тоа требаше да добива партија, но бидејќи не бев сигурен за време на партијата, бидејќи
требаше да се пресметаат околу 10-15 потега, може би повеќе. Затоа решив поедноставно крал е 5. Крал е 6, топце 2, конј е 4, крал е 4, крал е 6, топ е 2, крал е 6, крал е 5, конј на E5, топ е 2, крал е 5, крал е 5, хап. Од прилика некаде до тука и предвида, мислам типот на позицијата, не конкретно, каде што знаат дека кога тоа ќе го земам тоа B5 пијунче, но противникот ќе има некоја контраигра на кралево крило. Сепак пробува да направи некоја тврдина, која што би била рем. Крал C5, конј F3, крал C4, H4, крал D3, кралот се враќа во игра, HG3, HG3, конј F5, крал D4, конј F3, крал E3. Идејата на белиот е да го префрли топот на пети ред, да даде шах, односно тоа би било топа 2, топа 5 шах. Противничкиот крал ќе мора да се врати назад, евентуално. Крал G6, крал F6 и крал F4 да се нападне тоа пијунче на G4 да се земе. Доколку противникот успее да стави конј на H5 или конј на F5, позицијата е рем. Доколку кралот не е на четврти ред, на полето F4. Значи ако мора кралот да стои на F2, а конјот да е на F5, цело време има притисок на точката G3 и е рем. Белиот не може да направи никаков притисок. Конј G5, топа 2, конј H3. Противникот, бидејќи не знаеш како да го намести тоа, односно прашање дали може воопшто, решава да го стави конјот на H3, што до негде е обид за реми, но не успеа. Топа 5, крал G6, крал D4, крал F6, топа 8, крал G5, тука одигра точен потек крал на F5. Бидејќи на топ G8 тоа пијунче не можам да го земам, бидејќи после крал F6, топ G4 следи конј F2. И на крал F3, конј G4, крал G4 и точно стига на време со потегот крал G6 да фати позиција и оваа завршица е рем. И те практично, всушност од конј H3 сакал индиректно да има тој трик, да го брани може би тој на G4. Не може конкретно да стига. Да, следеше крал F5 и тука се преда. Затоа што следи топ G8 и крал F5, тоа пијунче ќе падне на G4 и понатаму со топ пијунче против тој конј партијата ќе биде добрина. Така завршила партија. Никола, одлични партии ни покажа. Значи, не само што партиите сами по себе се многу квалитетни, него туку се и едукативни. И топло ќе препорачам младите шахисти да ја погледаат оваа емисија, како и впрочем се разбира сите љубители на шахот. И дека многу ќе добијат, ако внимателно ги проанализираат овие две партии, дека има многу простор за размислување. Јас кога бев мал, например, зашто не сам сум учел шах, никош никој не ме учел практично. Многу било важно кога се погледне некоја убава партија и особено ако се има среќа таа да биде со анализа, значи да се види што се случувало и зад сцената, коментирано, да се повтори таа партија неколку пати, зашто повеќе работи да се воспримат од таа квалитетна партија. Ти благодарам уште еднаш за учеството во овие две емисии. Се надевам дека наскоро ќе имаме убав повод, нов повод, за повторно да видиме заедно и да споделиме шаховско искуство. Благодарам на вас за поканата. Мило ми беше. Ете, тоа е се, почитувани за оваа емисија. Вие бевте со емисијата Шах со Љубиша Андоровски. Гостин беше интернационалниот мајстор Никола Николовски.